Во првите денови од откупот на тутунот постигнати се цени од 140, 160 па и 170 денари за килограм сов тутун, што е неочекувана ниска цена, оцени Трајан Димковски, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој за утре најави средба со тутунопроизводителите со министерот Аријанит Хоџа. Со откупот на тутун се уште немаат стартувано сите откупни предпријатија. Дури по отворањето на сите пунктови ќе се види колкава цена ќе може да биде постигната, оцени заменик министерот. Иако тутунските предпријатија најавуваа дека имаат залихи, квалитетот на тутунот не е на завидно ниво. Сепак мора да се работи за да се подобрат условите. Тутунот е стратешки производ. Се разговара и треба да се открие причината зошто е толку ниска цената. Од понеделник ќе треба да се отворат сите пунктови и тогаш ќе се види, но ќе треба да се разговара со сите, и со откупувачите, и со добавувачите на тутун, изјави Димковски во Штип. Од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак од Василево велат дека и во Струмичкиот регион тутунарите се засегнати од ниските откупни цени. Велат дека не е во ред тутунарите да го враќаат тутунот, туку може да ја оспорат проценката и да чекаат одлука на второстепената комисија. Како во цела република, така и во Струмичкиот регион цените се ниски, се движат од 130 до 140 денари. Иако самите фирми ги терат на производителите да носат од сите берби, значи тие носат и од прва, втора, трета, четврта берба, па и пета, но цените нема тие се. Значи тројка, четворка, толку е просекот, некој ако дојде втора веќе врхче, а за прва не доаѓа во обзир. Од почетокот луѓето добијаат да тие почнат да носат, но си го враќаат тутунот. Ние како здружение ги наговараме да не го враќаат тутунот, да барат спорно, да спорат за втора комисија, така може да се реши прашањето и за класата, а ако го вратат, тие ќе го однесат и во друга фирма и во друга и потоа ќе се собере времето, ќе барат, ќе штрајкуваат и ќе барат за да може да се откупа. Затоа ние ги советуваме да додат, да си го носат. И самите временски услови се сега малку непогодни, суво е, нема влажност, луѓето се мачат преку фолии, вода загреват тамо, наслани носат, а тоа не е добро. Со производство на тутун во Македонија се занимаваат околу 33.000 семејства. Оствареното производство на суров тутун изнесува околу 24.679 тони. Бидејќи тутунот 99% е наменет за извоз на странските пазари и приливот на средствата за производителите е доста голем и влијае на зголемувањето на нивниот стандард, велат надлежните.